Добар ден. Од Силвана Павловска и програмата Во фокус со Силвана Павловска. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. Денес е петок, 23 февруари 2024 година. Продолжуваме со серијата посветена на македонското прашање на македонски јазик. Посебно со изјавите, статиите на професор доктор Игор Јанев, кои што за оние кои што не се запознати со неговата работа, тој е универзитетски професор по меѓународно право, научен советник на Институтот за политички науки во Белград, член на Академскиот совет за системи на Обединетите нации, член на Њујоршката академија на науките, автор на 18 книги и 160 научни трудови од областа на дипломатијата и меѓународното право. Денешната статија, која што беше излезена во јавноста на 26 октомври 2021 година, благодарност на новинарот Сашо Таневски од Нова Македонија, го носи насловот "Правото на самоидентификување е апсолутно". И пред да продолжам, да спомнам дека оваа програма има дозвола од професор доктор Игор Јанев да ги емитува овие статии од него. Она што предходно го направи Грција, вели професорот, поврзано со промената на нашето уставно име, а сега продолжува да го прави Бугарија, со негирањето на македонскиот народ и јазик, како и на неговата историја, е во целосна спротивност со декларацијата на УНЕСКО, усвоена уште во далечна 1982 година во Мексико. Токму во таа декларација се наведува дека секоја нација може да се изјасни како што сака и дека никој нема право да и го оспорува тоа. Професорот Јанев предупредува на ново прекршување на меѓународното право. Почитувањето на меѓународното право што ја овозможува на секоја нација да се изјасни како што сака е неприкосновено и загарантирано според два документа на Обединетите нации, еден од 1982 година, а друг од 2007 година, во кој јасно се посочува дека никој нема право да условува некого како ќе се нарекува. Она што предходно го издействува Грција од меѓународната заедница, при што се направи промена на уставното име на земјава, а сега што продолжува да го прави Бугарија со негирањето на македонскиот народ и јазик, како и неговата историја, е во целосна спротивност со декларацијата на УНЕСКО, усвоена уште во далечната 1982 година во Мексико. Токму во таа декларација се наведува дека секоја нација може да се изјасни како што сака и дека никој нема право да и го оспорува тоа. Имено во воведниот дел на оваа декларација, која очигледно македонската страна воопшто не ја користеше како аргумент во преговорите со Грција, а очигледно е и случајот и со актуелните преговори со Грција, јасно се посочува дека секој народ има право на самоопределување. Затоа сега е поважно од кога било да се воспостави поблиска соработка меѓу народите, за да се гарантира почитување на правата на другите и да се обезбеди остварување на основните слободи на човекот и на народите и нивното право на самоопределување, се наведува во воведниот дел од декларацијата на Обединетите нации. Тоа уште поубедливо е наведено во документот од Обединетите нации од 13 септември 2007 година, што представува најсеопфатен меѓународен инструмент за правата на домородните народи во случајот на македонскиот народ, кој е домороден на овие простори со векови, а кој постојано низ историјата е цел на асимилаторски или асимилирачки политики на соседните држави. Токму поради таквите етноцидни политики во светот, со кои буквално се збришуваат цели народи, он донесува документ со кој се воспоставува
univerzalna ramka na minimalni standardi na opstanok, dostoinstvo i blagosostojba na domorodните народи во светот и ги разработува постојните стандарди за човекови права и основни слободи, како што се однесуваат на домородните народи. Ако сакаме, можеме да бидеме и марсовци, вели професор доктор Игор Јанев. Меѓународното право и дава право на секоја нација да се изјасни како што сака, вели професорот Игор Јанев, научен советник и познавач на меѓународното право на Универзитетот во Белград. Тој го наведува токму документот на ООН во кој се гарантираат правата на секој народ да може себе си да ја декларира онака како што сака, посочувајќи на Грција и на Бугарија како земји што ги прекршуваат фундаменталните човекови права и вршат отворен етноцид врз македонскиот народ, прекршувајќи ги основните постулати од документите на ООН со негирањето на правото на самодекларирање на еден народ, неговиот јазик и историја. Во членот 2 од овој документ на ООН од 2007 година се наведува дека домородните народи и поединци се слободни и еднакви со сите други народи и поединци и имаат право да бидат слободни од секаков вид дискриминација во остварувањето на нивните права, особено оние врз основа на нивното домородно потекло или идентитет. Тука и Грција и Бугарија флагрантно го прекршија овој член, бидејќи не им дозволуваат на малцинствата во своите држави, особено на македонското, слободно да го декларираат своето потекло идентитет. Во членот 3 уште поексплицитно се истакнува дека домородните народи имаат право на самоопределување и врз основа на тоа право тие слободно го одредуваат својот политички статус и слободно го остваруваат својот економски, социјален и културен развој. Двете соседни држави, особено тука, го прекршија меѓународното право, инсистирајќи тие да диктираат како еден народ ќе се нарекува себе си и својата држава. Македонскиот народ е домороден народ, домороден на овие простори со векови, така што во согласност со правата што ги уживаат сите народи во светот, и тој има право да се самоидентификува и да се нарекува како што сака, а тоа треба да му го гарантираат Обединетите нации. За професорот Јанев, ова е уште едно флагрантно прекршување на меѓународното право, така што според него единствен начин за исправање на неправдата и враќање на почитувањето на словото на законот, тој гледа во едностраното раскинување на двата договора и во споставување на уставното име на земјата Република Македонија, како и прекин на сите преговори за идентитетот, јазикот и историјата на македонскиот народ. Това беше денешниот прилог од професор доктор Игор Јанев. Следната наша емисија ќе ја посветиме на македонското прашање се разбира. Специјална серија. Исто така од професор доктор Игор Јанев, меѓутоа тоа е документ што содржи многу страници. Документ што излезе во 2023 година, значи ланската година, и наслов на англиски јазик, овој пат, насловот е The Prespa Agreement as Cultural Genocide of the Macedonian National Identity towards the termination of an illegal treaty. Очигледно дека програмата ќе, тоест овој документ ќе можеме да го дадеме во целост и дека тоа нешто ќе го правиме во неколку емисии, бидејќи не е возможно да се сподели во една, две или три емисии. Ќе има повеќе емисии посветени на тоа и како што спомнав ќе биде на англиски јазик, така да слободно можете да им кажете на вашите пријатели, колеги, роднини,
Posebno on je prijatelji koji što go razbirat angliski od jazik, pa i oni je što se ne prijatelji, ne li? Možda da go sledat na angliski jazik, delo to na profesor dr. Igor Janev od 2023. godina. Mene mi biti drago da gospodelam to nešto so vas. Slobodno možete da kontaktirate, da komentirate. I do togaž od mene благодарам за вашето внимание. Ке се слушниме следниот пат. Силвана Павловска и програмата Во фокус, која што се емитува од Мелбурн, Австралија. Се најубаво. Пријатно.